Dodge го направи забранетиот чекор и одејќи таму каде што никој претходно не се осмелил, представи автомобил кој директно води во портите на пеколот. Во името символично му е содржан зборот демон, но тој е повеќе од тоа. Се работи за луда изведба на Челенџер кој пред планираниот пат кон пензионирањето ги почести своите поклоници со нешто што цел свет ќе го памети. Потврда за тоа се бројките од кои онаа за конјските сили остава без див. Ги има точно 1025 кои достојно треба да ги испратат американските мускулести автомобили во историјата. Секако дека после нив ќе дојдат други за движување на струја, но ним ќе им недостасува најбитното. Октанскиот грмеж на 6,2 литарскиот компресорски V8 мотор кој работи на етанол. Доколку се користи стандарден бензин, тој ќе биде во можност да испорача само 900 конјски сили, а без разлика колку се сите тие се пренесуваат на задните тркала преку 8-степен автоматски менувач. Свиоците не му се по волја и на нив не може да биде побрз од најефтиниот автомобил што може да се купи, но затоа направец вози толку бргу што и самиот ѓавол ќе се исплаши. Од Dodge велат дека четвртина милја ќе помине за 8,9 секунди и дека до 60 милји на час ќе забрза за едва и 1,66 секунди, што е на најмалата бројка забележана било кога кај некој серијски модел. Доказ колку сето ова звучи екстремно е сериската опрема на Dodge Challenger SRT Demon 170, како што му е полната ознака, која вклучува ролбар и падобран за запирање. Истовремено, заради намалување на тежината, тој доаѓа без задна клупа, звучна изолација и тапацир во багажникот. Интересно е дека освен по пневматиците и поголемиот отвор за воздух на хаубата, тој од надвор не се разликува многу од стандардниот Challenger со основниот V6 мотор. Ќе бидат направени точно 3300 примероци од ова чудовиште од автомобил, чија цена ќе стартува од точно $96,666. Токму последните цифри и символично го наговестуваат карактерот што го има.